ова издание. Северна Кореја ги одбегнува економските санкции на Обединетите нации со кинеска помош. Нов извештај за трговијата меѓу двете држави. Како пандемијата би можела трајно да го промени образованието во иднина. Лето без јавни базени во САД, но некои американци сепак најдоа начин како да направат бизнис. Во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски го почнуваме со нов извештај за трговијата меѓу Северна Кореја и Кина. Извештајот открива како преку бизнис во пограничен кинески град би можел да се помогне развојот на нуклеарната програма на Пјонгјанг. Портата кон светот за Северна Кореја. Кинескиот град Дандон ќе разделен од севернокорејскиот Синуиџу само од реката Јаву. Мостот на пријателството ги поврзува двете земји, додека финансиската инфраструктура на Дандон ќе има суштинска улога во одржувањето на трговијата на Северна Кореја. Истражување од Институтот Royal United Services покажува дека меѓу 2014 и 2017 година речиси 1/4 од вкупната трговска размена на Северна Кореја минала низ приближно 150 компании базирани во Дандонг. И тоа може да вклучува голем дел на незаконска трговија. Например, Американскиот оддел за финансии во претходните години има наведено многу компании базирани во Дандлонг, како компании кои се занимаваат со незаконска трговија. Од овие 150 компании, само 10 учествуваат со речиси 2/3 во вкупната пријавена трговија во овој период. 5 од нив оттогаш се ставени под санкции од Американскиот оддел за трговија за нивната поврзаност со севернокорејската влада и незините нуклеарни и ракетни програми. Сите тие се уште тргуваат. Во 2017, кога Пјонгјанг го изведе шестиот и најголем нуклеарен тест, Советот за безбедност на Обединетите нации воведе санкции за севернокорејската економија, вклучително и на извозот на јаглен и на минерали. Овие санкции беа поддржани и од Кина, но авторите на извештајот велат дека има силни докази дека компаниите базирани во Дандонг продолжуваат да увезуваат материјали од Северна Кореја. Приходите се остваруваат преку извоз на јаглен. Тоа потоа се префрва преку компании во Хонг Конг кои имаат заеднички именител со кинески компании како телефонски броеви и локации. Некои од овие компании испраќаат стоки во Сирија, Иран, Мјанмар, земји за кои претходно е известено дека имаат воена соработка со Северна Кореја. И овие компании потоа купуваат стока и ја испраќаат во Северна Кореја. Тоа вклучува производи кои може да имаат двојна намена и кои се забранети поради меѓународните санкции, како на пример напредни машини и авати. Има цела низа на производи за кои е тешко да се каже кој од нив со сигурност може да се користи за нуклеарните и балистички програми, а кој не. Во однос на незаконската трговија која се одвива сега, тешко е да се каже зашто Кина престана да ги соопштува бројките во однос на незината трговска размена. Авторите на извештајот велат дека компаниите базирани во Дандонг ги овозможуваат на Северна Кореја да ги избегне санкциите. Ово отвора сериозни прашања за тоа дали Кина ги имплементира мерките кои самата ги поддржа во Советот за безбедност на Обединетите нации. Пандемијата би можела за секогаш да го промени начинот на образование во иднина, сметаат технолошки компании. Според нив, виртуелната реалност би им помогнала на децата полесно да го запомнат наученото. Додека многу деца ја започнуваат учебната година онлайн, родителите се мачат како да ги натераат да учат на овој начин. Но еден директор на технолошка компанија е возбуден. Се надева дека пандемијата ќе биде катализатор за подобра образовна технологија. Ова е пресвртна точка во историјата, зашто во текот на целата кариера се обидував да воведам повеќе технологија во училницата, но имаше многу отпор. Лазаро е страстна во однос на игрите. Таа е дизајнер на игри и развива игри со виртуелна реалност. Има работено со компании за компјутерски игри како Electronics Arts и телевизиските студија како LucasArts, Cartoon Network, Nickelodeon. 100% од учениците во светот сега следат настава онлайн. Користењето на игри во овој случај, но и на виртуелна реалност има огромен потенцијал.
Една од игрите на Лазаро, следи го белиот зејат, ги носи играчите на виртуелно патување низ светот. Можеме да одиме на различни локации низ светот. Например, алгебрата доаѓа од Блискиот исток, хартијата доаѓа од Кина. И навистина може да видиме како светот еволуирал, како еволуирале светските култури и колку се зависни едни од други. Лазаро вели дека веројатноста децата да го запаметат наученото е многу поголема доколку тоа го направиле во виртуелната реалност. Секако, не сите деца имаат компјутери и паметни телефони, а уште помалку и опрема за виртуелна реалност, која може да чини од $200 па нагоре. Обезбедете им на децата брз интернет, опрема, поврзете ги и поддржете ги. Кога ќе го имате тоа, постои долга листа на технологии како виртуелна реалност, за кои мислам дека може да бидат одлични алатки. Мора да го поевтиниме хардверот, мора да ги образуваме наставниците за да знаат како да го користат. И потоа учениците ќе можат да гледаат и работат во виртуелна реалност. Ова е визија за иднината која родителите можеби ќе мора да ја прифатат. И за крај, летото заврши, но не и за некои американци, кои најдоа начин како да направат бизнис од приватните базени. Погледнете. Миси Дженкинс внимателно го чисти дворот со средства за дезинфекција, ги вади паднатите лисја од водата и ги мести перниците на лежалките. Оваа жителка на Александрија во Вирџинија е една од над 7000 американци кои го издаваат својот приватен базен во текот на летните месеци. Се регистрирав пред околу 2 недели. Добив одобрение до пладне, а следниот ден веќе имав барање за резервации. Корисниците оставаа коментари со 5 звездички и бизнисот продолжи многу добро. Дженкинс изнајмувањето го врши преку апликација наречена Swimply, платформа слична на Airbnb. Таа работи во здравство, изнајмувањето на незиниот базен и носи дополнителна заработувачка, што е доволно, вели таа, за да ја плаќа месечната станарина и да го покрие одржувањето на базенот. But it's been fun. Frankly, I've met a couple of really cool folks. Забавно е навистина кога ми раскажа дека имале веридба и дека сака да донесат неколку пријатели. Убаво е што некој што не го ни познавам чувствува дека може да сподели приватни работи со мене. Swimply е основана во 2018 година од двајца жители на Њу Јорк, Буним Ласкин и Ашер Вајнбергер. Отидовме на Google Earth, баравме големи сини парчиња, тропнавме на 80 врати, не избрка од 76, но добивме согласност од 4 домови. Резервираме веб страница за $500, ги ставивме тие 4 базени на платформата и за неколку недели имавме илјадници страници кои пливаат во базени на странци. Но бизнисот на Swimply вистински порасна по пандемијата на COVID-19 и затворањето на многу јавни базени. И тоа за над 2500%, вели Вајнбергер. Имаме собственици на базени кои секојдневно ни се обраќаат велики, а загубив работата, вие ми помагате да платам не само за мојот базен, туку и целата кирија. Тоа не радува. Од друга страна, луѓето се заробени дома, работат од дома, нема училиште, нема кампови, јавните базени се затворени. Каде да правите роденденска забава за вашето 6-годишно дете, нели? Шансата да го изнајми својот базен и помогнала многу на Патриша Конегар. Неколку месеци незиниот сопруг, остеопатски лекар, не можел да работи поради пандемијата. Поради COVID сите бараат безбедно место. Не сакаат да одат на јавен базен. Можеби се бремени или имаат мали бебиња. Цената варира од $15 до $300 на час, во зависност од големината, видот и локацијата на базенот. Продолжите да не следите и на социјалните медиуми. Пријатно!